По усвојувањето на законот за употреба на македонскиот јазик влезе во фаза на негова примена, при што, како што наведуваат професорите составувачи на законот, е најсуштинскиот и значаен дел од законот. Законот за употребата на македонскиот јазик е многу значаен за целата држава, значи не само за натрешна употреба, туку и за надворешна. Ние сме во фаза на отпочнување и изведување на преговори во рамките на Европската Унија. Сега очекуваме и поголема примена, од една страна, од друга страна радува тоа што во него многу прецизно се разработени сите сфери, каде треба да се почитува, во колкав степен законот, примената поточно на македонскиот стандарден јазик. Проширени се сферите на примена, на употреба, вметнате не само правилното пишување, правописот, туку и изговорот, правилен изговор. Сега ја очекуваме неговата примена, што е всушност и најважниот дел. Инаку ќе остане, нели, само на хартија. Без разлика колку е добар овој закон, доколку не успееме да го примениме, а тоа треба да го применат, се разбира, институциите, тогаш целиот наш труд ќе биде попустен. Македонскиот јазик полека, чекој, станува еден од официјалните јазици на Европската Унија. Затоа е потребен точно, детално стандардизиран јазик со кој што ќе можеме, нели, да се представиме пред светот, пред Европа, но и пошироко, и да се пофалиме дека имаме, нели, еден стандардизиран јазик. Сега, многу е важно и во таа насока можноста за отворање, за изучување на македонскиот јазик во странство, нели, на странските универзитети, но не само на нив, туку и на странските институции. Неговата важност е голема, со оглед на тоа што представува секако исчек роводност на претходниот, а многу време помина и требаше, нели, да се одговори на новите општествени потреби. Видовме дека има многу работи што не се соодветно решени во предпостојниот закон и затоа пристапивме кон изработка на целосно нов закон. Јас многу пати сум кажувала дека јазикот најдобро се брани со добра економија. Македонскиот јазик како систем не е загрозен, меѓутоа загрозен е во сферата на бројот на говорителите на македонски јазик. Предвидени се обуки, семинари, разни активности за подигнување на свеста воопшто за важноста на македонскиот јазик, правилната употреба, пишувањето и изговорот. И она што може би, да речам, мене посебно ми значи тоа што околу потенциране улогата на лекторите. Многу повеќе прецизирано е дека, нели, сите точно се знае кои институции треба да имаат лектор, кои документи, се што оди во јавноста, се треба да биде лекторирано и се треба да биде подпишано. Сега со овој специјален инспекторат што се формира за таа цел, и со тоа дека Советот за македонски јазик при други граѓани ќе можат да пријават не само нелекториран текст, тоа можеше досега, но од сега ќе можат да пријават и лошо лекториран текст. Втората работа што мене особено ме радува во овој закон се стипендиите за студирање македонски јазик, и тоа особено оние стипендии што ќе им се доделуваат на средношколци, значи уште во 4-та година на средношколското, на гимназиското образование. Статусот на лекторите, кои што сега со законот добиваат, нели, една така поофицијална функција во општеството, секоја државна установа ќе треба да има вработено лектор. Тоа се соодветно претходно подготвени кадри од катедрите за македонски јазик и книжевност со македонски јазик како прв главен предмет, кои што имаат право да го полагаат лекторскиот испит. Со формирањето на инспекторатот веќе имаме конкретни лица кои што ќе действуваат на терен и се надеваме дека, нели, тоа ќе даде резултати. Нема инспекторите да одат зад луѓе и да слушаат нестандарден македонски јазик и да ги казнуваат, да им пишуваат белешки, туку напротив, нели, идејата тука е една сосема поинаква. Впрочем, разговорниот јазик си има своја сфера на употреба, овде ние зборуваме за најофицијална употреба на македонскиот јазик, кога, нели, сите сме свесни дека би требало тоа да биде на едно задоволително рамниште. Во законот во член 2, став 2 стои дека употребата на македонскиот стандарден јазик
И неговото кирилско писмо, во смисла на овој закон, ги опфаќа неговата примена, заштита, унапредување и збогатување.